десеткувана дипломатија Македонија ја стартува годината на клучни одлуки за евроатлантската иднина. Празни амбасади, а во нив партиски кадар наместо дипломати од кариера. Каков е планот на владата за деполитизација на дипломатијата? Ке функционира ли кохабитацијата за назначување амбасадори? Нова тема вечерва дебатираат амбасадорите Виктор Габер, Нано Ружин, Сашко Тодоровски и Виктор Димовски, државен секретар на Министерството за надворешни работи. Добро вечер. Во топ тема на ваша страна вечерва дебатираме за кризата во македонската дипломатска служба која се случува пред клучната година за иднината на земјата на меѓународен план. Има ли васта план како да се деполитизира дипломатијата и дали кохабитацијата е излез или кочница? Разговараме со поранешните амбасадори Виктор Габер, Нано Ружин и Сашко Тодоровски, кој е председател на синдикатот на дипломатската служба, како и со државниот секретар во МНР Виктор Димовски. Добре довидовте во топ тема на ваша страна. Пред да почнеме со дебатата, да го видиме фактографот што го подготви Тамара Грнчаровска за моменталната состојба во македонските амбасади и конзулати. 20 македонски мисии во светот се без амбасадор. Ова е скорот на македонската дипломатија на која во идните 6 месеци ќе се испразна дополнителни 15 амбасади и 2 конзулати. Без именување на нови амбасадори во скоро време, тоа би значило дека од вкупно 57 дипломатски мисии на Македонија во светот, повеќе од половина, дури 37 би биле без шефови. Моментално со вршител на должност повеќе од 9 месеци функционираат и некои од клучните амбасади на земјава, како постојаната мисија на Македонија во Европската унија, амбасадата во Франција, во Велика Британија, Шпанија, амбасадата во Брисел. Празни се амбасадорските места во земјите членки на НАТО и Европската унија, Варшава, Букурешт, Загреб, Талин, Осло. На шеф чекаат и нашите мисии во Подгорица, Сараево, Берн, Доха, мисијата при Обединетите нации во Женева. Немаме представник и во една од светските веле сили, Кина. Без конзули пак се конзулатите во Њујорк, во Минхен, Мелбурн, во Њу-Џерси. Неназначување на амбасадор во одредена земја подолг период на јазикот на дипломатијата значи порака дека или таа земја не ви е важна, или дека не се согласувате со незината политика кон вас. Македонија како земја кандидат за членство во Европската унија и во НАТО, која се бори да се наметне со својот кредибилитет, барем на регионалната сцена, си го дозволи луксузот да биде отсутна во текот на речиси цела 2017 година во 18 своји мисии. Но освен со упразнети места, македонската дипломатија го има и проблемот со компетентноста и кредибилитетот на луѓето кои се спраќаат за амбасадори. Законот за надворешни работи предвидува најмалку 1/4 од амбасадорите да се од МНР, тоест од редовите на професионалните дипломати, а 3/4 да се пополнуваат со кадри од надвор, тоест со политички именувања. Во моментов вкупно 17 шефови на дипломатско-конзуларни представништва на Македонија се професионални дипломати, 13 амбасадори и 4 генерални конзули, додека 20 не се дипломати од кариера. Македонија досега како амбасадори ја представуваат директори на јавни предпријатија, психолог, ветеринар, пејач, управител на дом за стари лица, неретко без познавање на странски јазик, а не недостига и скандали од македонските амбасадори како тепачки, пијанства, љубовни афери кои завршуваат со полициски истраги. Не розова состојбата и во пониските ешалони на дипломатите во амбасадите. Позициите на први, втори секретари таму неретко се пополнуваа со вработени со по 2 години стаж во МНР, минимумот предвиден со законот. Во моментов околу 140 дипломати работат во мисиите во странство, а 300 се во земјата. Тоа е состојбата, фактографот го покажа тоа на Тамара Грнчаровска за дипломатската служба во моментов. На линк сега го имаме државниот секретар во МНР Виктор Димовски, кој беше спречен лично да учествува и да дојде во студиото во дебатата. Добро вечер, господине Димовски. Се најавува дека веќе од следната недела ќе бидат пополнети некои од амбасадите. За што се работи, како ќе продолжи овој процес? Добра вечер, благодарам за поканата за учество во топ тема вечерва. Можем во врска со вашето прашање да ве информирам дека постапката за именување на
амбасадори за пополнување на испрзнетите дипломатски места е во тек, е во завршна фаза. Согласно законските одредби, оваа постапка вклучува консултации најнапред во рамки на Министерството за надворешни работи, понатаму консултации со останатите две институции на извршната власт, тоа е Владата на Република Македонија и Претседател на Република Македонија. И веднаш после завршувањето на овие консултации ќе може да се премине во фаза на барање на агремани за оние лица за кои што ќе биде постигната согласност и за кои ќе се процени дека можат навистина достоинствено и квалитетно да ја представуваат нашата земја во центрите каде што претпоставуваме дека имаме интерес да бидеме присутни. Многу поважно од тоа кои се, претпоставувам дека прашањето ќе биде првите центри кои што ќе бидат пополнети, е тоа што определба на новото раководство на Министерството за надворешни работи, меѓутоа и на Владата на Република Македонија, да ставиме акцент на професионализмот и во првата група од 10 амбасадори кои што ќе бидат испратени, ќе бидат вклучени на вистина искусни и квалитетни професионалци од Министерството за надворешни работи со долгогодишно искуство за кои што проценуваме дека ќе одговорат на тешката обврска што ќе стои пред нив. Сепак, ќе може ли да ни кажете кои се центрите каде што ќе бидат планирате да бидат испратени и ќе предложите да бидат испратени амбасадори? Добро, согласно воспоставената дипломатска практика, за да не се доведат во незгодна ситуација земјите каде што ќе ги испраќаме кандидатите, како и самите кандидати во случај да не се добие агреман, се избегнува да се споменува, меѓутоа еве дел од центрите беа споменати во ведното излагање на вашата новинарка. Значи акцент во првата група од 10 професионални дипломати, професионални амбасадори ќе биде ставен на мултилатералните центри на европскиот континент, како и во главните центри на кормиларите на европскиот брод, кормиларите во Европската унија. Добро, веќе неофицијално има информации дека Брисел, Лондон, Париз се местата каде што ќе бидат пополнети, Берлин претпоставувам. Споменавте дека мислење од председателот Иванов допрва треба да добиете. Тој процес не е завршен, не е докрај договорено со него? Не имате добиено согласно за сите? Јас ја опишав законската постапка која вклучува консултации меѓу најрелевантните институции на извршната власт, вклучени кои имаат уставни и законски надлежности во надворешната политика. Во врска со оваа прва група на амбасадори, реков, консултациите се во финална фаза и во најскоро време проценуваме дека ќе бидат завршени, пошто, како што споменав, ќе бидат побарани агремани во главните градови на овие земји и во седиштата на институциите каде што ќе бидат испратени. Откако ќе бидат добиени агреманите, тогаш ќе можеме послободно да зборуваме и за кандидатите, и за земјите, а самите кандидати ќе можат да ја отпочнат постапката на подготовки за предзаминување во овие земји. Колку време очекувате да трае се ова? Целата постапка? Постапката, впрочем, трае од изгласувањето на новата влада во парламентот, согласно изборната регулатива и ставовите на антикорупцијската комисија. Малци имавме застој, сега консултациите се при крај и сега во зависност од тоа мислам дека до крајот на годината оваа постапка во земјата би требало да заврши и да отпочне постапката за барање на агремани. Добро, за тоа има уште 2 недели. Кажете ми, после 7 месеци, веројатно имате потполна слика за состојбата со кадарот во Министерството за надворешни работи. Се зборува дека е многу партизирано. Би беше ли лесно да најдете професионални кадри и дали има превработеност? Вака, кога станува збор за бројките,
коментарот и оценката зависи од позицијата од која гледате. Во секој случај, бројката на вработени во Министерството за надворешни работи е во изминатите 10 години скоро да беше удвоена. Меѓутоа, проценката е дека пополнувањето и на позициите во земјата, и на позициите во нашите дипломатско-конзуларни представништва не се одвивала согласно транспарентни критериуми, туку воглавно се базирала врз основа на партиската припадност и на партиските заслуги. Целта на новото раководство на Министерството за надворешни работи е на некој начин да се изравни теренот, да се овозможат еднакви услови за напредување на сите вработени и еднакви услови и за кандидирање и за избор во дипломатско-консуларните представништва. И во тој контекст ние започнавме со широки активности кои вклучуваат подготовка најнапред на стратегија, надворешно-политичка стратегија на Република Македонија, понатаму на измени и усвојување на нов закон за надворешни работи, исто така на една целосна промена на внатреинституционалната регулатива, која што го вклучува правилникот за организација и правилникот за систематизација. Сметаме дека на овој начин, наместо да се става акцент на некакви заслуги, на некакви врски со некакви партиски раководства, сакаме акцент да ставиме на професионализмот, на залагањето, на знаењето, на постигнатите резултати и ќе бидеме задоволни доколку тоа се постигне. Дали тоа значи дека ќе има отпуштања на вработени, дали тоа ќе значи дека ќе има повлекување на амбасадори кои биле партиски назначени? Во почетокот, во воведот, вие споменавте дека веќе имаме 20 испразнети раководни позиции во нашите дипломатско-конзуларни представништва. Во текот на наредната година се испразнуваат уште 20. Така да ние по природен пат ќе видиме во позиција да бараме кадри професионални кои што ќе треба да ги пополнуваат овие места. Ние имаме еден друг проблем. Тој се состои во тоа што соодносот на луѓе во Министерството за надворешни работи и оние кои што се во дипломатско-конзуларните представништва е 2,5 спрема 1 во корист на оние кои што се во земјата. Во нормалните дипломати оваа бројка е многу поголема, 60 спрема 40 во однос на тие кои што се наоѓаат во дипломатско-конзуларните представништва. Ние со оглед на можностите што ги имаме, со оглед на капацитетите на луѓето што ги имаме и на крај краишта со оглед на финансиските можности со кои располагаме, ќе се обидеме во наредниот период после усвојувањето на целата оваа законска рамка која што ја споменав, да го достигнеме процентот 1 спрема 1. Значи, колку што ќе имаме дипломати во земјата, толку да имаме во нашите дипломатски представништва. А од друга страна, со оглед на тоа што бројката на дипломатски представништва е близку 60, уште еднаш го ја преиспитуваме од потребата од толка број на дипломатски представништва во странство, имајќи предвид дека земји кои што се со големината на Македонија, кои што има 3 пати до 4 пати поголем буџет, повеќе финансиски средства, имаат околу половина или 2/3 од она што ние го имаме како дипломатски представништва во странство. Тоа значи дека престои затворање на амбасади. Ви благодарам, господине Димовски, за учеството во топ тема на ваша страна, а ние продолжуваме тука со дебатата. Господине Тодоровски, вие доаѓате од Министерството за надворешни работи и представник на синдикатот. Слушаме каква е состојбата, значи можно е да има отпуштања. Дали е проблемот превработеноста или партизираност? Дали може да се реши онака како што најави државниот секретар? Па добро, во секој случај да нагласам дека новото раководство, како што господин Димовски неколку пати нагласи, дојде во едни специфични услови. Годишни одмори, веднаш после тоа изборна кампања и така натаму. И би рекол дека се случи оно што се случи на многу полиња во општеството. Беа започнати редица работи, но ништо не се доврши и веќе фана, да така кажеме, шпицови некакви. Тоа, за жал,
резултираше као недовршување на процесот на демонтажа на она што беа партиски конструкти. Значи, буквално речено, претходната партија од претходниот режим на определени клучни места си постави своји луѓе. Тоа не само на ниво на првиот, туку и на ниво на вториот ешелон. И сега, таа демонтажа, за жал, во Министерството не се доврши и мислам дека тие кадри многу сериозно се спротивставуваат на промените. На сето тоа се чувствува во секојдневната работа во Министерството? Лично мислам дека да. На тоа се надоврза, можеби токму заради тоа развлекување на време, на еден судир на она што јас би го нарекол неказнивост против реваншизам. Било која промена, веднаш се дига джева дека се работи за реваншизам. Иако реваншизам би било ако една противправна состојба, противправно се разреши. Не е реваншизам ако една противправност разрешите со правни мерки. Тогаш имате апсолутно обид за она што сега е присутно и во нашите медиуми, казнивост. Секој треба да одговара за она што го направил во претходниот период. Има незаконски се тие вработувања, сметате дека тога може да се... Ние се залагаме, веќе излеговме од тој период на, ајде ја наречам, камерна работа или ин камера, кога го почитувавме првиот период, кога го почитувавме она што значи изборна кампања и така натаму. И за тоа време имавме убави контакти со раководството, кое покажа стварно најубави интенции, декларира одлични размислувања и на линија на она што е и синдикатот. Меѓутоа, тој втор ешелон ни одалеку не е. Не можем да го подведам под оваа класификација. Така што редица, би рекол, технички прашања кои досега требаше и мораше да бидат разрешени, останаа неразрешени. Редица, ајде речем, правни пристапи што можеа да бидат искористени во функција на хумана кадровска политика, не беа применети. И резултатот е, меѓу другото, и ова што вие сте го перцепирале, иако сега навидум е контрадикторно. Од една страна викате дека е десеткувана македонската дипломатија, од друга страна дека има превработеност. Всушност имаме ние десеткување само на оној сегмент што се нашите дипломатско-конзуларни представништва. Тие се работни единици на Министерството. На ниеден друг орган. Тие се наши работни единици. И да, таму имаме десеткување, ама имаме десеткување на она што значеше партиско раководство на тие дипломатско-конзуларни позиции. И тоа на крајот на криштата е добро. Ние се залагавме сите, посебно оние што се навистина неквалитетни, кои што и ден денес постапуваат по партиски наместо да постапуваат по професионални инструкции, да бидат вратени. Си има начин да бидат вратени на консултација, таа консултација ќе се развлече и они ќе почнат да добиваат денарска плата. Меѓутоа, до сега никој не повика, но мислам дека конзулотот... Тука морам да констатирам дека не се излезе пресрет на нашата интенција да, на крајот на криштата, и да му помогнеме на новото раководство да ги детектира пунктовите каде што се најкритичните точки. Иначе во моментов нема оаза, нема ни едно место каде што нема критична точка, ама ние се обидовме да ги посочиме најкритичните од тие критични точки. И тука, за жал, би рекол, може би малку успеа тие сили, пак малку завиткано да кажем, ама да продадат параноја наместо конструктивност. Имате конструктивна критика и имате критика која доаѓа од поранешните партиски центри на моќ и кои упорно продаваат некакви завади, некакви дезинформации или психолошка војна со еден збор. Меѓутоа, да бидам искрен, тие действуваат, велите, и внатре во Министерството за надворешни... Мислам дека и ова е спинувана флоскула, дека во дипломатијата, штом не ставате амбасадор во една земја, по дефиниција тоа значи дека таа земја не ви е важна. Тоа не е точно. Значи, треба да дојде до определена ситуација на затегање на односите, па едната страна, да речеме, да го повлече својот шеф на мисија
и на тој начин да и порача на другата страна дека чекајте, ова мене нешто не ми се допаѓа. Добра, амбасадорите на тие земји гледаат дека Не, она што нема амбасадори во други не е таа. И они гледаат какви ни се ситуациите, и они се свесни дека па некои од нив се свесни, некои не толку, дека ќе не стават во една ваква ситуација. Овие десетина амбасадори што ги спомна државниот секретар, ќе отидат со потпис на актуелниот председател Ѓорѓе Иванов. Иначе инструмент на груевизмот. Таа е процедурата, значи како... Не кажете ми вие кого ќе представуваат они. Дали ќе го представуваат председателот, дали ќе го представуваат груевизмот или ќе ја представуваат оваа нова власт? Господине Габер, кого ќе представуваат изните амбасадори? Одговорете. Ќе ја представуваат нашата реалност, која што како политичка култура се уште зрееме. Реалност која што е дел од она транзиција од едно од друго општество, од еден од друг пазар, ако сакате, и која што е болка на сите земји кои што ги менуваат основните системски прво закони, а после тоа и праксата, а менталитетот најтешко се менува. Така да ние и во оваа фаза трпиме нешто што значи еден континуитет на стабилизација на државното ткиво на Македонија. Ова што го кажа нашите колеги, кои што се добро упатени во состојбите, е навистина реалност. Оваа година се случи нешто што долго време се очекуваше во дипломатската служба, да се повише стане професионална, а не стануваше, и добивме ситуација која што ја видовме во вашиот прилог. Плюс тоа дојдоа и изборите и една политичка, да кажам, интензивна кампања да се промени имиджот на Македонија во светски размери, а посебно во регионот од кој што зависиме пред се. Да, имавме присврт во надворешната политика. И сега имате еден колектив кој што работи за да му одобри, да му помогне, да најде варијанти за подобро реализирање на политиката што се прокламира како државна политика. А од друга страна имаме потреба од професионални кадри кои што треба да го спроведат. И во таа дискрепанца, да кажам, доаѓа до вакви ситуации од нереализирана коабитација па до ефикасно спроведување на она што значи редовна дневна инструкција од Министерството према нашите ДКП, што ево и Сашко кажа дека се тоа истурени оделенија на нашето министерство. Никаква разлика. Ние во јавноста создаваме впечаток дека амбасадите се нешто посебно. Тоа е само дел од министерството. Они работат таму одредено време, се враќаат, спроведуваат одредени инструкции од министерот и од раководството на земјата, и тоа е толку. Одат, се враќаат. Во нашата перцепција дневна е дека тоа е една огромна, убава мисија која што личноста ја дига на некое вансериско ниво. Да, многу престижно се смета кај нас. Тоа е една дел од државниот, да не речам бирократски, али државниот професионален кадар кој што ја спроведува нашата политика, односно стратешките цели на оние кои ги донесуваат одлуките председателот, собранието и владата. Особено оперативниот дел Министерството за внатрешни работи. И тука ги правиме тие проблеми и доаѓа до оваква мала, би рекол дури и конфузна ситуација. А Сашко убаво кажа, амбасадите кои што функционираат во Македонија точно знаат, они гледаат, они се присутни тука, како што сме ние присутни во други средини. Да ја знаат причината зашто нема амбасадор. Они ако професионално си ја вршат работата, знаат зашто нема амбасадор, замислите во Париз, во Пекин. Нема во Брисел, ако ова е клучна година за европска. Да, тие се членки на Советот на безбедност постојани. На некој начин нашата судбина, меѓународната позиција зависи од нив. И они сега кога ги даваат информациите од Скопје кон своите центри, таму викаат чекајте да не брзаме со некој чекори кои што би значиле нова афирмација на земјата на светски план. Македонија автоматски стагнира. Господин Ружинич, зошто има една
преголема внимателност, да ја наречам, на владата. Ако и синдикатот излагуваше барем изминативе 2 години со конкретни примери на дипломати македонски кои работеа за партиски цели, собира дури гласови, така колку што се сеќам, обвинувавте дека и докажувавте дека учествува во избори, скандали и така натаму, и одеднаш една многу внимателна влада. Ке мене постои едно мешовито чувство. Од една страна имаме изворени резултати на надворешно политички план. Значи дипломатијата практично се разбуди по промените. Но тоа секогаш е така, секогаш местото на министерот штрчел во однос на останатите. И тоа што зборува Сашко, веројатно слаб е линкот меѓу министерот и останатите. Вие неколку пати рековте како управата и така новото раководство. Раководство. Меѓутоа, значи постои еден слаб контакт во овој момент, може би заради преоптовареноста, растрчаноста на министерот, впрочем и Заев на дипломат, нели? Значи сите се насочени кон евроатлантските интеграции и тоа е добрата страна. Лошата страна е што македонската дипломатија навистина е во криза, десеткувана, политизирана, уплашена, замолчена, без големи чувства за анализа честна на исклучоци, како што е господин Габереве, која што оваа книга ја напише. Да, денеска ја промовираше, заборавивме да кажеме за историјата. Или Сашко, кој исто така е пишувач, но во таа маса на луѓе имаме луѓе кои што навистина не им е место во тоа министерство. Значи немаат чувство нити за анализа, нити за синтеза. И сега тие луѓе вие ги праќате во европски центри благодарение на партиски раководства. Мислам на претходниот систем, на овој систем се уште не сме видели. Меѓутоа, тоа беше вообичаено и претходно. Да. И дури вие бевте да се подсетиме случај. Јас бев без нели дипломатска кариера, меѓутоа мене ме прогласи најдобар амбасадор од 2007, така што се го испрати долу. Да, меѓутоа ве назначи влада додека бевте член на опозицијска партија. Оправда падењето. Но и тоа не значи дека некои што се интелектуалци не можат да бидат и добри дипломати. Значи може да бидат. Не, сакаа да го разбијат митот дека се тоа партиски. Но од друга страна, мислам дека имаме една маса на овој втор или трет ешалон луѓе кои што се партизирани, кои што исчекуваат, кои што се повеќе заинтересирани како ќе напредува на скалата на хиерархијата на министерството, отколку нешто да направат звучно нешто, да, иако нели министерството забранува јавни настапи на дипломатите, но сепак никој мислам не ги забранува да даваат одредени анализи, одредени интервјуа. Македонската дипломатија во овој миг, значи она екипа што во овој момент е во Скопје, малку е диносауруски настроена, значи е многу спора, многу е спора и тоа треба да се размрда и се надевам дека ова што го прават во последно време луѓето кои што се со искуство таму настојуваат на секој начин да направат нешто кое што ќе резултира со да, меѓутоа за да има подобри резултати нив им треба поддршката, базата е целото министерство. Во ДКП-ата главните работи, освен амбасадорот, ги води тој втор, трет ешалон, кои што се многу битни. За жал, не знам каква е подготвеноста на тие луѓе денес, дали се тие подготвени да застанат на тие места. Државниот секретар кажа, еве, ќе се пополнат неколку битни... Да, десетина битни тоа е добро. амбасади. Сега, како тоа ќе го решат, не знам, со господинот Иванов, бидејќи знаеме дека таа коабитација не се случува. Господине Тодоровски, сметате дека сите во Министерството ново примени е двојно зголемено, како што кажа државниот секретар, сите се кадри кои не би можеле да се вклучат или да работат, или се толку е партизираноста до тој степен, што не може нешто да се стори повеќе? Значи, Министерството
и во други периоди беше полнато со партиски кадри, меѓутоа, за разлика од редица други министерства, ние имаме она што значи дипломатска едукација. Или тоа е еден специфичен in-service training, со кој практично ги принудуваме од она што значи една академска перцепција да влезат во она што значи оперативна перцепција. И тука имаме убава можност да влијаеме врз тие млади луѓе. Јас лично мислам дека добар дел од сегашните вработени се во основа многу перспективни дипломати. Од едноставна причина што тие дошле вака или онака, но тие не се партиски активисти во потесна смисла на зборот, а на што Нано посебно акцентираше. Значи, таму имаме ситуација кај што има еден број на луѓе кои што дури не можат ни да сватат што е министерството, а камоли што му е функцијата. Тие буквално кога ќе ги прашате вака или онака, ни викаат, ама така се договоривме во партијата. Отворено ни го декларираат тоа. Се уште. Се уште. И тука апсолутно немате ни одбрана, ни можност, ни ништо. Меѓутоа, надвор од тој релативно мал број такви луѓе, другите луѓе се па во основа интелектуалци кои што си се нашле во професијата и по мене можат да одат понатаму. Она што може би треба да го коригираме, дека јас и не очекувам ние да зависиме од капацитетот на еден човек. Ние имаме среќа што ни е таков човек сега министер, кој што потекна од нашите редови, кој што ете сега премина во политичките води, но дипломатијата е, ја знае, уздуш и попреку, како вика порано браќа Срби. И од тука, да бидам искрен, и не ме чуди овој пресврт, кој што можам буквално да го коректиризам, дека Виктор нека ме коригира, ама ваква поволна клима во меѓународната заедница немавме дури ни во оној златен период меѓу 94, 95, 98 година. Ова е неверојатна демонстрација на желба да ни се помогне и да бидеме внесени. И тоа треба да биде искористено, посебно во првата половина од 2018 година. За тоа се потребни кадри, не, како што би рекол, на тромост на министерството, и да избегаме од актуелната реалност на која се повика Виктор, туку едноставно овие кадри буквално треба да ги малку испопреметнеме лево, десно, горе, доле. Затоа ни е потребно да дојде до делегација на функциите од министерот и од државниот секретар на вториот и третиот ешалон, ама тоа да не бидат конструктите на ВМРО ДПМН, Пошто ја сепак си го викам ДПМН. Добро, на СДСМ сега. Да не се партиски, така ли? СДСМ веќе полека исчезна и се релативно навистина многу малку. На прсти може да ги изброите. И во таква ситуација, да бидам искрен, оваа бројка што ја имаме и развојно постапувајќи кон идеалот што го зацрта државниот секретар 1:1 е превисок сооднос, според мене, и е нереален на кратки стази. Предпоставувам дека мислеше дека за 2-3 години да се постигне такво нешто. Но во моментов сооднос 2:1 тврдам дека со мала рестрикција на ДКП мрежата, значи на вкупните ДКП што ги имаме во светот, и ние можеме да ја покриеме со добри кадри. Да се вратиме на амбасадорите, државниот секретар спомена дека првите 10 се професионални дипломати и потекнуваат од Министерството за надворешни работи. Господине Габер, дали мислите дека е ова заради цврстата одлука за професионализација или ова е услов од председателот Иванов евентуално да ги прифати, па некаков компромис сега се прави, а натаму ќе се продолжи како и досега? Ако барате мое мислење, не сум во ситуација да знам како се течат тие разговори со председателот, но во секој случај и двете. Верувам и двете, затоа што сум имал можност порано да присуствувам на тие договарања на во кадровската политика за пополнување на шефовските места во нашите дипломатски конзулни представништва и ние сме сите луѓе. Човекот што одлучува се определува према своите светоглед, прво да кажам, својата политичка ориентација и своите интереси за место во политичкиот естаблишмент. И тоа е нормално. Проблемот е што
Дипломатијата е сервис на оваа држава и на граѓаните надвор, односно со странски субјект, и тука треба да се повлечат малце сите од своите позиции за да го добиме квалитетот што го очекуваме на надворешен план. Така да и едното и другото играат во овој момент. И затоа, кога ќе кажеме професионализам, како што вели државен секретар, верувам дека се тоа луѓе кои што се од Министерството за надворешни работи, кои што се докажани со една, две или три мисии надвор од земјата, односно има некои резултати на кои што се подпира актуелното раководство и му ги предлага на преседателот. Со оглед на тие квалификации, сигурно дека тој не ќе може да ги негира тие квалитетни, да кажам, аргументи. И затоа верувам дека едното и другото ќе игра улога во оваа прва фаза. Но може ли Манар има ли капацитет да ги пополни сите испразнати или сите натаму? Денеска ја почнавме емисијата со доста црна слика за Министерството за вътрешни работи. Таа сликата, не зацрнивме ние. Не, таа слика постои, тоа ја го кажувам повторно, таа слика постои и во сите министерства може да најдете такви некои примери. Но има и друго, луѓе кои што со години не можеле да се искажат или се дале на друг начин на елаборација на своите знаења и во јавноста или преку ова што е секторот за едукација на кадри, а не можеле да се искажат на работа во дипломатско-консултативни представништва, може се тие овие луѓе кои што сега се предлагаат. Значи, со искуство од 2 или 3 мисии надвор од земјата. Значи, ја не сум во состојба да кажам сега дали оваа прва група е најквалитетната, но во секој случај, како што кажува државниот секретар, сигурно се избрани луѓе кои што имаат такво искуство да може да биде прифатено и од владата да му предложи на преседателот ваква група која што би влегла во битка за реализација на овие сега зацртани цели. Прашањето ми е дали има капацитет во МНР, дали има доволно кадар да бидат пополнети сите? Има, ја гарантирам дека... Со тоа или бидејќи јавните огласи се укинати, тоа е единственото нешто за избор на амбасадори, што го укина МНР и интерни се. Ова што го кажува државниот секретар, дека се работи на 3 полиња, реорганизација, закон и стратегија, тоа уверува дека темелно се почнува со реорганизација на самата целата дипломатска служба. Ако зборуваат за реорганизација, тоа значи промена на внатрешните акти, напредување, испраќање, финансиски дел, организационен дел и така натаму. И ако вика реорганизација, тоа значи и намалување, што и Сашко спомнува, на бројот на ДКП. Како може Македонија да издржи 60-тина, чувме број? Да, мислам дека... Со кој капацитет, кога секоја година се смалуваше буџетот на МНР, заради други потреби на политиката, односно на оној кој што го определува буџетот. Како може да очекуваме реализација? Знаете што значи 60? Тоа се огромни средства. И затоа ние имаме по еден човек, односно еден амбасадор или еден дипломат шарже дафер. Да, тие се... Што е ефикасна дипломатија е тоа? Не може да стигне. Он само со станоците во Министерството за вътрешни работи може да ги покрие еден човек. Во едно министерство кое е в Кедорсеј, да кажеме во Франција. Да, меѓутоа имаме амбасади во Бразил, имаме во Казахстан, имаме... Ние можеме да критикуваме тоа дека се расфрла... може и да се преполоват. Се расфрла кадри по светот заради одредени интереси. Тоа може да го критикуваме и денес и утре. Тоа не... Туку треба да си има, значи, еден пресек од кој што не може да поминеме. Јас сметам дека поише од 40-42 представништва надвор од нашата земја не би требало да имаме. Независно дали ќе речете, таа е членка на Европска унија, па што ако е член? Што ние бизнес имаме со одредени земји кај што сега имаме амбасадори? Каков е тој интерес? Кажете. Надо се спрева да ти кажа. Не, точно, сосема се согласувам со тоа што добро Казахстан и не е така лоша работа, бидејќи тоа е една од економски... Ја не се согласувам. Добро, не ги знам односите во МНР какви се, но, например, за Бразил е наистина луксус, затоа што не знам какви односи Македонија може да има со Бразил, освен фудбалски, или да гледа како се случува карневалот, или од кај потекнува, не знам, Роландиньо и така натаму. Тоа е навистина еден луксус кој што е непотребен, уште полуксузен е одењето на председателот Иванов таму,
кој што ете оди во посета на Бразил, од кој не знам причини да е отворил наводно амбасадата. Јако уште сега е отворената, има амбасадор веќе една година. Канцеларијата. И се виде со председателот овој корумпиран еден тип кој што исто така едва е останува на власт. Мислам, знаете што смешно е една 2 милионска Македонија да има такви ДКП-а во толку екзотични места кои што повеќе служат за други работи отколку за некоја ефективен политички и дипломатски фидбек. Од друга страна, сметам дека предпоставувам дека овие луѓе кои што се одбрани, луѓето од кариера, дека се сепак способни луѓе. Знаеме дека во Министерството има еден добар кадар на луѓе кои што изминативе години беа вештачки маргинализирани од сите настани, кои што може многу да придонесат, но заради одредени, не знам, принципи политички на претходната власт, која беше недемократска, тие луѓе држеше на страна. И затоа ќе видиме, не ги знаеме ни имињата, некои имиња се од време на време излегуваат во јавност. Тоа што знаеме дека сите се вработени. Но тоа што знам дека се вработени, тоа е добрата вест. А како ќе се покажат, дали ќе покажат некои слабости кои што инаку ги покажувале некои од нив, тоа ќе видиме. Им треба поголем кураж, поголема храброст. Сега треба на Македонија храброст во меѓународните односи и решителност. Ќе се види тоа времето. Спомнавте председателот Иванов, очигледно од него многу зависи и како изгледа ситуацијата, пополнувањето на амбасадорските места, клучот дека е него. Така да има луксус да патува во Бразил. Како Габер, исто и јас не знам што се случува, што се договараат, што се преговара, дали ќе се нагодат, не знам, онда даде 2-3, останатиот дел да биде од другата страна. Но ако се сите професионални. Да, ако се професионални и исто верувам дека и од минатиот амбасадорски кадар има луѓе кои што ги исклучиво ги ценам, кои што завршија добра работа. За жал беа под погрешна власт, бидејќи тоа што го промовираше груевизмот, што би рекол Сашко, беше, не знам, адипломатски. Разбирате, значи, ни ги сруши сите рейтинзи на меѓународен план, дури до тоа ниво што почнаа луѓето и стратешки да се вртат кон други стратешки партнери, повеќе кон истокот отколку кон западот. И затоа се надевам дека ова што сега го започна новата постава на чело со министерот, малку го американизира и го европеизира тој македонски недостаток. Значи сега се силно детерминирани и фазите што предстојат за преговорите се мощно поволни. Ние имаме неколку фази, сега да не научно да не елаборираме, но и од структурален аспект и од преговарачки контекст се ни оди во полза. Имаме две влади кои што не се националистички, кои што ќе преговарат за нето. Овие моменти ќе зборуваме малце подоцна. И би само ви кажал дека тоа ќе биде сепак успех и на останатите доколку го завршиме овој проблем, бидејќи тоа е најбитниот елемент во овој момент. Господине Габер, мислите дека е ризично што очигледно нема друг излез, дека одлуката за амбасадорските позиции практично излегува дека е во рацете на председателот Иванов и дека со него ќе се постигне консензус со оглед на националниот интерес да се решат некои прашања. Да, тоа се надлежности кои што се зацртани во нашите најважни акти. Имате печаток дека функционира кохабитацијата сега? Видите, мора да функционира кохабитација. Државата... Нема да сме имале случаи кога не функционира. И тогаш функционирала, само може би имало затегнати односи кои што предизвикувале поспоро одење напред, односно стагнација, па барање решенија, така да мора да функционира. Ако вие сте на некоја државна функција, политичка сега да кажеме, изборна функција, народот ве поставил на таа функција, вие мора да имате свест дека тоа значи иднина на земјата. Секој чекор, секоја одлука
значи иднина на земјата, стабилност пред се, а и развој. Према тоа, луѓето што дискутираат за од било кој проблем, а посебно за представување на земјата надвор, те имаат голема одговорност. Таа одговорност не може да се скока. И мора да бидат свесни за тоа. Дали ќе биде амбасадорската листа или ќе биде подпишување или на некој закон што поминал во собранието. Не може тука да речеме, не ми е гајле сега, како што сега се случи во наша соседна земја, каде што тој си зема, али врз основа на законските одредби, вика не го подпишува законот што поминал во собрание, зборувам за Албанија, али вика се воздржува и законот си оди. Ама кај нив има таква можност, кај нас нема таква можност. Например, сакам да кажам, одговорноста е голема кај одлучувачките фактори во една земја. Има впечаток дека слободно ќе може да ми контрира, али не да контрирам, туку би сакал да надополнам. Имаме ситуација на лоши и добри правни системи. Еден добар правен систем е секогаш вибрантен и секогаш овозможува определени алтернативи. Наспроти на некои наши закони и вкупната наша состојба на националното право, меѓународното право не дозволува таква едностранност или да промакне некоја ваква ситуација. Во меѓународното право си имате јасна алтернатива на ова што го зборувате. А тоа се така наречените постојани вршители на должноста шеф на мисија. И тоа е потполно еднакво валиден како и вонредниот и ополномоштен амбасадор. Сакате да кажете, долку дојде до криза, има алтернатива Значи, да се тоа е испратат... право кое е предвидено за многу држави, за најразлични околности, за ситуации кои што буквално речени се непредвидиви од развоен аспект и да, затоа постои оваа можност. Наспроти, да речеме, успешни случаи на некариерни амбасадори, во основа се поголем број од земјите, посебно од западноевропската сфера, одат на 100% на професионализација. Јас не се согласувам со тоа, секогаш ќе има еден, двајца, тројца кои што буквално ќе ни помогнат да действуваме убаво во определени околности. И големите држави, еве сега се соочивме дека Соединетите американски држави веднаш список извадија кои се партиски, кои се професионални. Не треба да се споредуваме. Добро, со најголемите не се споредуваме. Они имаат амбасада која има повеќе луѓе отколку што ние имаме во министерството. Така да таму амбасадорот има друга функција. Меѓутоа, буквално речено, она што синдикатот го предложи на раководството во однос на кохабитацијата е токму ова. На председателот да му се остават 2 или 3 такви позиции, каде што стварно тие луѓе покажале резултати, а се партиски активисти, па со наше разбирање во соработка со нас да се амортизираат определени негативности, наспроти на што Министерството и владата преку Министерството би се испратила не 37, 47 ако сакате, веќе и Виктор има работено и Нано има работено со тие луѓе, тие исти луѓе со кои они се работуваат своевремено, се уште таму и се уште чекаат да бидат испратени за амбасадори. Така што тоа за еден квалитетен правен систем не е никаков проблем и многу успешно се прави една, како да кажам, важна визија за определена неопходност на председателот. Не, во овој поглед председателот воопшто не е неопходен, а од друга страна, па на крајот на криштата, тоа е дел од демократијата да има вакви сукоби меѓу актуелната власт, председателот, собранието и така натаму и така натаму. На крајот на криштата ја не реков ни дека синдикатот е сега во потполна хармонија со раководството. Напротив, она што сакам да кажам е дека ние го применуваме принципот на постојана будност. Тоа е цената за секоја вистинска демократија. Толку. Но морам тука да се вклучам во смисла на тоа дека цело време зборуваме за шефови на ДКП. И мислам дека тоа е, да кажем, клучното прашање. Клучното прашање е реорганизацијата на Министерството. Што се однесува за шефови на ДКП, европскиот модел, посебно во Германија, Франција, Италија, да не спомнувам Холандија и слично, тоа се земји каде што
само професионалци може да додат на шефови, на ниво шефови. Али тие и кога се враќаат во земјата, тие не го имаат како што ја и имаме титула амбасадор. Тие си повторно се враќаат на нивото, рангот, кој што е далеко од тоа да бидат амбасадори. Амбасадори се ретки во тие нивни системи, да кажам. Така да, што вика Сашко, во одредени функции, многу важни за земјата, имаат по 2 или 3 политички апоинтис, номинации. А другите се чисто професионалци. Ние од зборувањето за амбасадорите го дигнавме на ниво на, да кажам, имиња на министри или имиња на председатели. Не, тоа е пример за партизацијата. Државни службеници пар екселанс, точно, одговорни, точно, но тие се државни службеници као сите други. И точка. И точка. Ја така ги гледам работите. Да, меѓутоа партиските пазарења и за овие функции, како што рековме, кои натаму изгледаат престижно и тоа е работа во странство. Тоа е негативната компонента и таа треба да избегнеме со реорганизацијата. Ако ја спроведеме реорганизацијата... Како ќе се избегне оној феномен што се повтора 25 години, кога се договараат владите, која имаме коалицијска влада и сега и постојано имаме изминативе 25 години и имаше амбасадорски позиции во земји кои беа наменети само за партиите на албанците. Очекувате тоа да Тоа мора да се надмине, ништо друго, не можам да кажам. Мора да се надмине. Или имаш квалитетен државен службеник или немаш. Дека бидат 80% од било која етничка заедница, ти ја вршиш работата што тебе ти одредува собранието врз основа на програма на влада, усвоена како стратешки цели на земјата и точка. Но има и проблемот на диаспората, нели? Например, Швајцарија е мнозинство се луѓе кои што се... Мислите дека е тоа причината или е чисто и, например, Белгија амбасадорот таму со поголема снимале албанци кои што имаат и свој посебен однос со диаспората. Одека во останатите... Но, меѓутоа, ако тие дипломати се професионални кадри, зошто е тоа битно? Велите добро платени, кај нас илјуно мако... Не, јас го кажувам она што е печаток на јавност. Меѓутоа тоа е сосема погрешна перцепција, дека тие се добро платени. Би биле добро платени кога таа плата што ја зимаа таму во странство, би ја примале овде и со тие пари да живеат овде. Меѓутоа за тие услови кои што се таму, огромен број, па вклучително и партиски кадри, се соочија со тоа дека ние сме една од најслабо платените, ако не и најслабо платените дипломати. И одеднаш се утепале да отидат амбасадор, скршиле 1000 коски да стигнат до таму, доаѓаат и одеднаш осознаваат дека од тоа добро платено нема ни Д, а камоли П. Да, кога ќе ги платат сите сметки, тогаш почнуваат овие скандали што ги спомнавте и во вашето воведно и вие ги спомнавте, скандали со пари. Заради тоа што они сакаат да си ги, буквално речено, повратат парите што ги дале. И имавме една амбасадорка која рече, па јас дадов 3 пати повеќе пари отколку што ми е платата за сиот овој период. Точно. И тука има една флоскула... Се уште е амбасадор? Не, колку што слушам, не, вратена се извинувам, да. Вратена има неколку месеци како е вратена, така што тука има една сосема погрешна перцепција, но таа перцепција е како кај македонската етничка заедница, така и кај етничката албанска заедница. И они мислат дека ќе отијат таму и кој знае какви пари ќе се направат. Меѓутоа, проблемот на диаспората е нешто друго. Да, ние мораме да адресираме определени специфични појави, но ако сакаш особено вклучи се, значи тоа е една специфична многу работа со луѓе кои што, знаете што, он излегол од Македонија. Он има свој мајчин јазик. Овде ја ли го знаел македонскиот, ја ли не го знаел македонскиот. После известно време во диаспора го заборава. Се согласувате дека има тука некакво оправдување. А не, тоа е точност. Да, освен се. Тука ќе направиме една куса пауза за реклами и се враќаме на дебатата. Гледате топ тема на ваша страна, разговараме вечерва за кризата во дипломатската служба. Вчерашната дипломатска престрелка помеѓу американската и руската амбасада во Скопје за загаденоста на воздухот покажа еден нов тренд дека дипломатија се води на социјалните мрежи.
Меѓутоа, сепак останува стариот добар начин на дипломатската служба, така што овие и сите други амбасади имаат многу повеќе кадар отколку македонските амбасади, каде што работат по двајца или тројца луѓе. Осврт на ова направи Александар Манасиев, да го погледнем. Загадувањето денеска беше толку густо, што од маглата не се гледаше ниту амбасадата. Овој твит на амбасадата на САД во Македонија, со кој бараат граѓаните да предложат идеи за намалување на загадувањето, ја активираше така наречената Твитер дипломатија. На твитот на Американската амбасада имаше 54 предлози и коментари, а меѓу нив и колегите дипломати од Руската амбасада ја понудија својата идеја за решавање на загадувањето. Сакаме да им помогнеме на нашите пријатели од Американската амбасада кои бараат идеи за намалување на загадувањето на воздухот, а тоа е турски тек. Ваквата Твитер преписка досега не била пракса во Македонија, но во светот дигиталната дипломатија е редовна пракса. Странските амбасади, но и вработените, редовно се обидуваат да ги омекнат односите со пријателски пораки на социјалните мрежи, а ваква пракса има и во Македонија, но засега скромно и без многу фанфари. Обединетата македонска диаспора во извештај за дигиталната дипломатија наведува дека МНР треба да одржува Facebook и Twitter профили за секоја дипломатска мисија и за секој вработен, а има само 14. Од друга страна, Словенија има 59, а Албанија 58. На Facebook и Twitter редовно се присутни амбасадорите на повеќе држави, а најактивни се Чарлс Герет и Джес Бели, кои коментираат настани од културата, спортот, но и природните убавини на Македонија. Од податоците на МНР може да се заклучи дека бројноста на дипломатските мисии не секогаш значи поголема активност на истите, без разлика дали станува збор за директна комуникација или пак за комуникација преку социјалните мрежи. Иако тренд е дигиталната дипломатија, сепак тет-а-тет дипломатијата е најдобар рецепт за градење дипломатски односи, а за тоа треба да се има персонал. Во Македонија САД имаат амбасада со најголем персонал, која заедно со амбасадорот, советниците и другиот персонал брои 51 лице. Токму затоа и можеби најактивната амбасада во земјава. Втора е делегацијата на ЕУ во Македонија со персонал од околу 40 лица. Следи амбасадата на Грција со 23 лица, Франција со персонал од 21 лице, Германија и Руската Федерација имаат персонал од по 20 лица, Италија, Турција и Јапонија со по 16. Велика Британија, која е многу активна во земјава, има само 7 лица наведени на веб страницата на МНР. Од регионот, освен Грција, втора по големина на дипломатската мисија е Бугарија, која има персонал од 15 лица. Само за споредба, Македонија во САД има амбасадор, тројца конзули и 8 почесни конзули. Во останатите земји, персоналот може да се изброи на прсти, најчесто е составен од 1 до 3 лица, а на многу места недостасуваат и амбасадори. Во такви услови не само што не може да се врши директна дипломатија, туку изостанува и дипломатијата преку социјалните медиуми. Во меѓувреме, од маглата во Македонија се разбистри дигиталната дипломатија, па руската амбасада отиде чекор понатаму, нудејќи сервисни информации за граѓаните, објавувајќи дека поради густата магла во Скопје, авиособраќајот е во прекин, а потешкоти има и на патничкиот собраќај. Многу магла има и во дипломатијата. Очигледно можеме да видиме вечерва. Сашко, дали имате информации колку луѓе се вработени во мисијата на Македонија во Европската Унија во моментот? Не има амбасадор, има вршител на должност, предпоставува? Па добро, неколку луѓе се, тоа е стандардната бројна поставеност до Брисел. И да бидам искрен, лично мислам дека се испрати прав човек за една ваква времена мисија. Тој сепак би можеле да го наречеме времен вршител на должноста. И колегата е навистина спремен, работеше подолго во таа материја, исклучително добро ја познава. Зборам за Владко Станковски. Така што, еве, колегите го знаат, мислам дека беше одлична солуција. И дефинитивно сум сигурен дека не е негова вина што едно негово јавување процури до медиумите. Тоа беше прилично, би рекол, тенденциозно направено. И на крајот на криштата тоа не е мерило за нашиот однос од едноставна причина што ние овде имаме извонредни контакти со Европската Унија. Голем дел од работите, што можеби би требало и во идеални услови би се вршеле во Брисел, благодарение на една љубезност од нивна страна, се вршат овде.
што е добро и што го овозможува овој интензивен процес на кој меѓутоа сите сме процесот не сведоци. очекува едно интензивирање Па на добро, сега целиот ова- овој процес, така да... Во контекст на ова што беше покажано, дигиталната дипломатија, доколку е сама по себе, тоа е обесмислување на дипломатија. Не, затоа и го дипломатијата земавме. работи со нијанси. И овде имаме таков облик на нијанса. Значи, ако дигиталната дипломатија е само една брза, рефлексна реакција, она другото што следи, кај што се гланцаат, буквално речено, нијанси, тоа успеваме да го направиме сега, благодарение на извънредната Не, тоа беше мисија. како пример дека се вработуваат и луѓе и за дигитална дипломатија. Имаме, Сигурно имате, да. меѓутоа трендот мора да се Меѓутоа, следи. сепак, присуството на прв човек на ДКП-ата, на шефот на мисиите е многу битна работа и во мултилатералата и во билатералата. Од проста причина што таму строго се почитува хиерархијата, било да се работи за конференции, за вечери, за состаноци и така натаму. Секогаш кога ќе дојде втори или шарже дафери така натаму, тој е многу помалку респектиран. И едноставно државата ја гледат со поинакви очи отколку да е тука амбасадорот. Од друга страна, не би се сложил со Сашко дека Европската унија точно тие се активни, што вика една моја колешка од Брисел, среќа што странци решили од Македонија да направат држава. Направат. Меѓутоа, сепак, подхитно треба да се пополнуваат местата, особено во Брисел, па и во другите центри. Бидејќи има и други елементи кои што самиот шеф на мисијата ги знае, каде што тој мора да се наметнува, каде што тој пред него вратата полесно се отвара, друго е кога бара прием шефот на мисијата, отколку шарже дафер и така натаму, или првиот секретар и така. Да се додоврземе. Да, повелете па... Па маглава што двете амбасади во Скопје ја дигаат или ја спуштаат, како сакате кажете, е баш тоа. Шефот на мисијата треба да одобри таква акција, па макар и на Твитер. Разбирате, да, кога двата слона се тепаат, тревата страда и тоа е непријатно за земјата, како што се случува сега во Македонија, но сепак, оној што одлучува да превземе таков чекор во јавноста или пред локалните органи, тој е амбасадорот. Така. Тешко ве примаат, како ќе каже и на некој ниво. Работно, многу е важно да имаме професионалец, дури и да е шарже дафер. Но она класична, да кажем, дури издодевна, бирократска, дипломатска функција е предпуштена на шефот на ДКП. Работно, секогаш, например, големите амбасади имаат добар професионалец, класичен професионалец на второ место, а амбасадорот може да биде, ке големите сили зборувам, може да биде и некој не дипломат. Као што имаме во Скопје случај или као што сме на светот, што сме виделе. Значи, професионализмот не е само во амбасадорската функција. Тука е представувањето, тука е добивањето на поени, кога ќе се заврши работата, ама кој ја врши работата. Разбирате? Ако имате ви амбасадор со еден човек, па макар и амбасадор, тешко оди работата. Затоа, лично сметам дека ние мораме да го симнеме бројот на нашите ДКП, мораме да ги појачаме, да ги зголемиме професионалните кадри во клучните наши позиции во амбасадите кај големите сили, кај европските значајни земји, таму кај што имаме голема трговска, културна соработка, за да има резултат ефикасен. Иначе, формата ние да имаме сега, што кажува нашиот држан сега 60, извинете. Кој ќе го плати тоа? И за крај, да завршиме дебатата со она што не очекува другата година, вашиот став околу дали има место за оптимизам или треба, вчера имаше некои дипломатски извори тука во Скопје повикаа на воздржаност сепак, откако почна преговарачкиот процес после 3 години со медијаторот Нимиц. Значи, зони на ризик секојаш постојат во таквиот вид преговори, меѓутоа кога ќе ги соберете сите елементи, дека имаме едно многу позитивно обкружување, процесите и во обкружувањето и во државата, исто така односите меѓу двете држави се релаксира, имаме добри односи со Бугарија,
повеќе регионални лидери застанаа во одбрана на политиката на Зоран Заев. Така што може да се заклучи дека можеме да бидеме, еве да кажам, меки оптимисти, со оглед дека нема меѓународен фактор од големите кој што нема да го поздрави овој преговарачки импакт со одредена солуција која што би била според мене не временска, туку со географска одредница. Вие бевте оптимисти во 2008 и тоа најголем, па не се случи. Никој не очекуваше дека тоа ќе не се случи со антиквизацијата и дека ќе направиме такви грешки во предвечерието на Букурешкиот самит. Но и тогаш исто Милошовски и Груевски одеа на географска одредница Република Македонија Скопје, иако тоа се криеше, така што пред Заев е отворен простор, тој може да ја поведе сега Македонија во НАТО, понатаму и во ЕУ, и мислам дека сега тоа не може, што велат песимистите, одеднаш што да се реши. Тоа е еден процес. Јас дури го поделив во неколку фази и кој што процес ќе трае дури до самото влегување на Република Македонија во Европската унија. За сега е добро да се реши еден дел од заложбите, за да се влезе во НАТО, а другите прашања подоцна. Багажот. Да, веќе сме на крај. Господине Тодоровски, вашето јас не би сакал да бидам ниту оптимист, ниту песимист и тоа да биде нешто емоционално. Би сакал направам една спортска метафора. Порано во вардарските кругови имаше една фоскула, вика фудбалер што бега од топката. Значи, ова е момент кога ние не смееме да бегаме од топката, ако сме подготвени, спремни, пенал. Одиме. Добра, е пенал е веќе друга ситуација, тоа веќе наговестува погодок. Меѓутоа, битно е дека ние сме сега фудбалер што мора да ја чукне топкава. И точка. Нема оптимизам, нема песимизам. Мораме да действуваме. Господине Габер? Ако се сложиме дека таков удар ни е потребен, значи треба храброст. Храброст во смисла на оно што досега сме имале као пракса во решавањето на проблемите. Дали биле тоа, да кажам, со нашите соседи или со нашето вклучување во европските и евроатлантските структури. Храброст во смисла на тоа да добро, аргументирано се подготви таква одлука, бидејќи атмосферата, што кажуваат и моите колеги, веќе е созреана. Атмосферата е добра и таа треба се искористи. Да не падне притисокот, да кажам. Натрешниот наш притисок е многу важен. Тој притисок треба да се одржи, за да дојдеме до една фаза каде што тоа треба се пресече и кој биде незадоволен, тоа ќе биде само за 3 дена. Ќе се види бенефитот и за едната и за другата страна, а пред се за развојот на регионот во еден, да кажам, цивилизиран развој, што нас многу ни е потребно во овие простори. Ви благодарам на сите за учеството во топ тема на ваша страна. Тука завршуваме. Останете со Телма, имајте пријатна вечер.